Министрите се ден. Фонд сте вие организирате? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Куманово и Кумановскиот регион. Овде сме денеска со министар за внатрешни работи, градоначалникот и други представници на извршната и локалната власт на редовните трибини кои што широм нашата земја ги правиме насекаде во рамките на насловите Фер општество, шанса за сите, со конечна цел да ги информираме граѓаните за сите детали од работењето на извршната власт, со работката со локалната власт, но и да отвориме можности за одредени прашања, проблеми, детали кои што ги тангираат граѓаните на Куманово во конкретниот случај на денешната трибина. Јас верувам дека тоа прави владата потранспарентна, поинклузивна, во еден процес каде што и граѓаните имаме намера да ги инволвираме на позитивен начин за секојдневието кое што ги тангира сите, без разлика дали се работи за нешто кое што е надлежна извршната власт или е локалната власт. Знаете дека имаме централна власт која што е про децентрализација, про општините, направивме одредени конкретни чекори за нивно помагање. Ние веруваме дека проблемите побрзо и поефикасно се решаваат кога се поблиску до граѓаните, во делот на одлучувањето, преку општините, општинските совети, локалните предпријатија, но и државата преку извршната власт има намера да биде директно или индиректно вклучена во надминување на тие проблеми. Главните теми ни се економијата, политичките аспекти, иднината, перспективите кои што ги очекуваме. Дефинитивно нашата земја отвори сериозни, големи перспективи кои што конечна цел имаме благодетите да ги почувствуваат граѓаните, веруваме дека токму така е. Дали почнате веќе преговори со останалите партии за да се обезбеди на мнозинство со закон за обвинителство со оглед на тоа дека ВМРО не отстапува од оние барања кои што ги имате пропадна и втората средба? Дали почнавте преговори и што очекувате, дали ќе се направат некакви отстапки за да се изгласа тој закон, бидејќи беше услов за добивање дата? Ово е еден од најважните закони во реформите во правосудството, заради тоа што се работи за јавно обвинителскиот систем на нашата земја и од тој аспект секако многу е важно пред се за граѓаните, за државата, но и Европската унија гледа со будно око во функција на неговото донесување. Денеска почнува Министерството за правда разговори со помалите политички партии, помалите парламентарни групи, но јас не верувам дека е пропадна разговорот со најголемата ВМРО-ДПМН, заради тоа што, колку што знам, принципите кои што се залагаат се прифатени или веќе имплементирани во делот на нашето законодавство, дел се од претходната власт, дел се од оваа власт имплементирани, за да може да дадеме позитивен пас, да навлеземе во суштина и во структури на самите разговори. Јас верувам дека е возможно сите заедно да застанеме за едно квалитетно решение, во кој што прво политичките чинители ќе имаме доверба, после тоа секако и граѓаните, заради тоа што има сериозен импакт во делот на борбата против криминалот, корупцијата во државата, но и средување на правните норми во нашата земја. Во тој аспект верувам и давам надеж дека може низ разговори да се постигнат решенија за кои што би застанали сите. Кои од нивните услови да се прифатливи за вас? Во работните групи се дадени насоки од моја страна, ќе ги разговарат во суштина во деталите. За мене е прифатливо сето тоа што секако уставно е возможно. За мене е сето тоа прифатливо, кое што за граѓаните е нормално и прифатливо, затоа што не е само моја обврска да го слушам гласот и прифатливоста на граѓаните, тоа обврска и на опозицијата, помала, поголема, владеачка партија помала или поголема, на сите нас заедно, заради тоа што постоиме им служиме на граѓаните на државата. Јас верувам дека сето тоа што е во духот на Венецијанската комисија, укажувањето, сето тоа што е во духот на реформите и на стратегијата во правосудството, сето тоа е нешто за кое што стои Република Северна Македонија, официјалното држава, но и нашите европски партнери пред кои што сакаме да адаптираме легислатива која што е иста или блиска до европското законодавство. Очекувате до 1 април дека може да се донесе на закон? Ако направиме напори може. Реално мислам дека има уште некое време, април, иако парламентот не работи за да не даде политички алатки на политичарите и пратениците да се злоупотреби заради кампања, но може да се свика и седмица во април. Не би сакал да оваа тема се користи во текот на кампањата. Не ни треба, има избор на председател, избор на градоначалници во 3 општини во земјата наша. Убаво е да го затвориме ако може пред кампањата, но убаво е навремено да се затвори. Премиере, многу ви е популарно името во Србија. Ве обвинуваат дека сте директор учесник за организирање на 10 мај. Како е вашиот став по тоа? Моја работа, Србија е наш голем пријател. Нашиот народ е близко.
Ние сме секогаш внимателни со изјавите, дури кога доаѓаат од некои медиуми, гледате, и во враќањето внимателно, пријателски го звраќаме. Ние осудивме било какво насилно влегување во било која јавна институција. Јас сум еден од паталците на насилното влегување во институции. Тама работа. Ние посакуваме на Србија се најдобро. Се надеваме дека ќе се изнеде решение и на проблемот што постои помеѓу Белград и Приштина. Охрабруваме такви решенија, стоиме зад можни позитивни решенија кои што секако ги гарантираат перспективите и иднините и на србите во Косово, но и на албанците на секаде во целиот регион, како и во Косово и на другите помалку бројни заедници. Но пред се решенија кои што дефинитивно ќе гарантираат мир, стабилност, регионална соработка, економски перспективи, европски перспективи на целиот регион, се што се случува добро во Србија е од полза на Република Северна Македонија. Само добро мислиме на Србија. Каква пријава? Да се постави ултиматум до владата од 10 дена да се решат споровите со имотот, во спротивност се заканија дека тие во нивните џаби ќе зборуваат против вашиот кандидат за председател. Знаете дека се издаде јавно соопштение, многу принципиално, многу нормално, како што се однесува за другите верски заедници, така и за ЕВАЗ. Ние имаме добра соработка со верските заедници. По законите во Република Северна Македонија мораме да ги почитуваме. Правиме напори комисиите за денационализација да ги убрзат своите постапки. Но правото на жалба во постапка на правобранителството постои. Управните судови се исто така. Па овде и висшиот управен суд. Значи тоа не зависи од желбата на ЗАЕВ, на некој министер, на некоја институција. Остануваме позитивни без разлика на се. Јас гледам внатре одредени лични причини на поединци, поради ваквите соопштенија, поради ваквите, да ги кажам, закани кои што се испраќаат во одредени писма. Враќаме позитивно назад, заради тоа што сме овде да служиме на граѓаните, а тоа значи на граѓаните од сите верски заедници, на граѓаните на припадници на сите религиски групи. Ние веруваме дека религијата е богатство, конфесијата во државата е богатство на оваа земја и треба да го негуваме, а исто така државата принципијално еднакво да се постави пред сите. Ако може, до каде истрагата што се случи во сабота со господиното момче во село Марино? Дали може да ми кажете до каде истрагата, пошто лицата беа приведени и пуштени на слобода и дали се движиш, зашто се пуштени на слобода и дали никој ќе преземе одговорност? Таткото на набајачот бил вработен крај во судот, дали мислите дека може да влијае? Да, видите, јас прво го осудувам било кое насилство кое што се случува било каде и од било кого и секој мора да одговара за она што го има направено. Лицата за тој настан се приведени, по насока на јавниот обвинител се пуштени, меѓутоа не се пуштени заради никаква друга причина, туку утврдување на одредени факти кои што ќе треба да ги утврди јавниот обвинител и до крај да се заврши со поднесување на кривична пријава. Не очекува да се влијае на истрагата? Нема кој да влијае на истрагата. Значи може да биде вработен во МВР, може да биде вработен во било која друга институција, меѓутоа тоа не го ослободува за злоделата кои што ги имаат направено. Секој ќе одговара за она што го има направено и секој треба да одговара заради тоа што правдата е најважна за сите нас. Благодарам.